Шефот на македонската држава Ѓорѓе Иванов, кој престојува во официјална посета на Бразил, денеска имаше средба со бразилски парламентарци. Тој се сретна со поранешниот председател на Бразил, Фернандо Колор де Мело, кој што е сега прв човек на Комитетот за надворешни работи и одбрана во Сенатот. Секако, шефот на државата имаше можност да се види со пратеникот во Долниот дом во Сао Пауло, Рикардо Изар. Со де Мело Иванов разговарале за билатералните односи помеѓу Македонија и Бразил, можноста за продлабочување во сферата на парламентарната соработка. Станало збор и за унапредување на договорната рамка, како и можноста да се иницираат договори во повеќе сектори. Председателот Ѓорѓе Иванов споменал оти македонската амбасада во Бразилија веќе отворила разговори за проширување на соработката во сферата на безбедноста со акцент на борбата против организираниот криминал и корупцијата, што е знак и на добрата соработка помеѓу агенциите за разузнавање. Се очекува во блиска иднина и потпишување на меморандум за соработка помеѓу агенциите на двете земји, на Македонија и на Бразил. Инаку македонскиот председател рече дека Македонија придава особено значење на билатералните односи со Бразил, а како јасен знак во таа насока го потенцираше и отворањето на македонската амбасада во Бразилија. Председателот Иванов очекува да се развијат добрите односи и новото пријателство, секако за тоа придонесува не само отворањето на македонската амбасада во Бразил, туку и укинувањето на визите за краткотраен престој во Бразил или пак за бразилските државјани во Македонија. Инаку, шефот на државата е првиот македонски председател кој престојува во официјална посета на Бразил и на Латинска Америка. Токму со неговиот колега, со домакинот Мишел Темер, Иванов разговараше за продлабочување на билатералните односи, за засилена економска соработка, но секако македонскиот председател очекува и Бразил, по примерот на Македонија, да отвори своја амбасада во Скопје. Инаку, ние се наоѓаме во Бразилија, центарот на Бразил, третиот по големина град на Бразил, во кој живеат 3 милиони жители и секако силен финансиски центар, седиште не само на бразилскиот председател, туку и на бразилската влада, на многу моќни финансиски институции, банки и корпорации. Билјана Василева Трендафилова, за вестите на телевизија Нова од Бразил и снимателот Целе Ристевски.